За да има раѓање, потребно е присуство на два принципи, машки и женски. И бидејќи утврдивме што означува зборот мајка, редно е да се позанимаваме со зборот татко. Во потрагата по татко тргнав од протоиндоевропскиот корен патер и ги согледав различните варијации и во санскрит, и латински, и грчки, но таму не го најдов татко. Дојдов до некој одговор дека зборот е оформен од протословенски корен тата со додавање на суфикс ко. И ова не даде одговор кое е потеклото и значењето на зборот татко. Љубопитноста не ми беше задоволена. Не добив одговор од каде е зборот татко. И веднаш поставив прашање што всушност представува татко. Таткото го представува машкиот принцип при новото раѓање, но не е само дарител на сперма. Таткото се грижи за своето потомство, заштитува, воспитува, по потреба казнува. Таткото е авторитет во куќата и во оној момент кога тој ќе грмне, сите ја веднат главата и го слушаат. Се покоруваат на неговите наредби. Тоа е оној што воспоставува ред, тоа е оној што заштитува. И овој опис што во моментов го давам е наполно идентичен со еден друг опис, поточно повеќе описи, бидејќи различни култури имаат различни имиња за врховниот бог, оној кој е авторитет, кој го слушаат сите, кој е носител на редот и поредокот. Бидејќи најблизок на нашите простори е богот Зевс, да ги погледнеме неговите епитети. Зевс бил најмалиот од децата на Кронос и Реа, скрит бил на Крит, израстен од самовили и пил млеко од коза. Тој е оној што се спротиставува на титаните и кој добива на дар молња. Тој е господарот кој што го слушаат сите и боговите и луѓето. Тој е громовникот, семокниот која тресе земјината топка, природата се тресе од неговата моќ, тој е гласен, наоружан со молњи, тој е изворот на изобилството, оној кој прочистува, татко на сите, од неговиот гнев се трепери, дури и секој звер кој го слуша распарувачкиот звук се тресе од страв. Тој ги сака своите деца, но и ги казнува. И Марс, богот на војната, бил казнет од него. И сега, еден од епитетите е громовник, еден од символите е молњата. Да продолжиме понатаму и да поставиме основата на мојата теорија. Јазикот има една мощна специфична карактеристика. Јазикот помни. Па да видиме што вели македонскиот јазик. Ако нешто е многу гласно, тогаш за тоа нешто велиме дека татне. Татнеш е звук при грмење, кршење, пукање, експлозија. Врз основа на погоре кажаното, мојата теорија за потеклото и значењето на името татко е следна. Татко го означува родителот, односно оној родител кој воспоставува ред и поредок, кој е гласен и строг, кој сака, но и казнува, кој постојано воспитува и заштитува. Таткото татни и сите му се покоруваат. И таткото е маж.